Петар Манич, детето кое што треба да биде звезда на филмот, кое што имаше и пех на снимањето, меѓутоа јуначки успеа да го издржи сите маки што снимањето на филмот ги прави, да речем, сладки маки. Како се чувствуваш премиерата конечно во оваа ковид ситуација? Да, после многу долго спремање конечно се прикажува премиерата. Ја лично пред да се прикаже се чувствам возбудено затоа што не знам како ќе биде, го немам гледано филмот и едва чекам да го видам. Ова е прв екофилм. Можеш ли да ми објасниш што значи тоа екофилм? Екофилм, како што јас разбрав, значи дека во текот на снимањето се труди екипата цела да не ја загадува природата, да е чисто све и да не ја загадуваме природата затоа што е сепак зеленило и сепак пола снимање во ливади и зеленила и да не се загадува планетата. Ова е прв семеен филм. Веројатно возбудата уште поголема бидејќи си актер во еден жанр кој за прв пат во Македонија се случува и многумина го споредуваат овој филм со легендарниот филм за кучето Леси. Дали може да се прават овие споредби? Па, дефинитивно да, поради тоа што Стела како куче е шорпланинец кој што е многу добра и јака раса, меѓутоа на снимање е мила и свеубава и мислам дека може да се прават такви споредби. И како што рече дека ова е прв жанр што се во Македонија што е за деца, се знам дека ќе остави голем впечаток кај луѓето поради тоа што е прв детски семеен филм и мислам дека повеќето од луѓето ќе го примат како порака што треба да е таква низ целиот свет, не само Македонија. Петар, нема да те задржувам многу бидејќи се ближи времето на проекцијата, само ќе те прашам, за време на снимањето имаше емпех и ја скрши ногата. Можеш ли малку околу? Ајде. Идев на Забар, кога завршивме со снимањето во Галичник и имавме 2 слободни дена. И се спуштав со скейтбордот и си реков дали да се спуштам, дали не се спуштам, и ајде, и ја скршив. И после тоа цела екипа ме чекаше за да продолжиме со снимањето. Ме чека недела 2 и продолживме со снимање со скршена нога, меѓутоа имав дублер кој што ме заменуваше за трчање и одење и тоа се беше супер. Ете, тоа ќе остане една анекдота која што ќе ја следи овој филм. Ти посакувам успешна премиера и ти посакувам успешна филмска кариера. Фала многу.